Фудбалерите на Тиквеш ги пративме во Охрид на 10-дневни подготовки. Меѓутоа, на фудбалскиот стадион на големо се работи. Започна реновирањето на клубските простори, започна реновирањето на сооблекувалните. Ке мора за учество во првата македонска фудбалска лига просториите да бидат по сите нормативи и стандарди на Фудбалската федерација на Македонија. Па дај Боже овде да се играат и меѓународни надпревари и токму затоа ќе треба ова реновирање, ова санирање и јас би рекол ова на моменти можеби и од почеток правење на одредени работи во рамките на сооблекувалните и на останатите клубски простори. Значи тука спаѓаат и канцелариите и сооблекувалните за судии и туш кабините и така натаму и така натаму. Се уредуваат, се реновираат клубските простори. Комплетно нов изглед ќе добијат домашната и гостинската сооблекувална, ќе се гради простор за лекарите, односно физиотерапевтите, ќе се градат нови простори за судиите, контролорот и делегатот, како и оној дел каде што нормално се составува записникот и така натаму и така натаму. Сето тоа се очекува да биде готово до стартот на новото првенство. Меѓутоа, и на самиот терен на големо се одвиваат работите, се поставуваат столчињата на постоечката трибина, веќе 80% од столчињата се поставени и нормално ќе остане уште оној завршен дел, оној шлаг на тортата, зашто ќе ви кажеме сега. А шлагот на тортата, драги мои, е токму просторот позад мене. Новата трибина веќе добива изглед, остана уште да се постави само кровната конструкција, да се наместат столчињата и нормално да се среди она стара веќе поставена ограда. Мене ми се чини ќе дојде до симнување на истата на ниво со клупите за резервни фудбалери. За крај ќе остане уште да се реши проблемот со старата сооблекувална и со евентуалното поставување на рефлектори на градскиот стадион во Кавадарци.